Добар ден. Ново издание на Напладне на Охрид Ньюс. Ви благодарам што и денеска ќе бидете со нас. Последните случувања во соседството се уште се главна тема во регионот. Откако се случија, постојано се поставуваат нови и нови прашања како друштво дојдовме до една ваква ситуација. Во неколку училишта низ државава веќе се случи тој така наречен домино ефект кај учениците. Сега како е во нашите училишта, како дојдовме до една ситуација кога имаме многу пријавени случаи на булинг меѓу учениците, носење на оружје на училиште и слично. Ќе разговараме со нашиот гостин токму на оваа тема, кој што е професор во средно училиште и кој што постојано е со учениците и ќе ни ги долови и ќе ни ги пренесе состојбите помеѓу средношколците. Перчо Божиновски, добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден и ви благодарам за поканата. Да, како што реков, професор сте во гимназија, во Охридска гимназија, Свети Климент Охридски, предавате македонски јазик. Сега споменав дека овие последни случувања не потресоа сите и се уште се зборува за нив. Се зборува од еден аспект како дојдовме до ваква една ситуација, го бараме виновникот, но она што е најважно е како сега да продолжиме и како да направиме една реконструкција на сите овие случувања. Кој е вашиот став еве на почеток, како друштво дојдовме до една ваква ситуација? Ова се случи во Србија, но може не дај Боже да се случи секаде, па и кај нас. Точно така. Како просветен работник и како професор по македонски јазик и литература, можам да кажам дека токму ние колегите, особено по нашиот предмет, сме најповеќе со учениците, затоа што неделниот фонд на часови е најголем во однос на останатите и дури ние како професори по македонски јазик најповеќе се гледаме со учениците. Зошто го напоменувам ова? Затоа што токму за да се забележи ситуацијата која што се случува во самото училиште, во самата училница, меѓу самите ученици, токму наставниците треба да бидат оние кои што први ќе го забележат тоа, а најважното е да разговараат со учениците. Не да биде разговор само директен и колку само да биде тој направен разговор, туку еден стручен, затоа што ако ученикот забележи дека кај професорот може да го искаже она што сака да го искаже, било позитивна реакција, било негативна реакција, тогаш тоа ќе го искаже тој ученик. Проблемот може да биде од дома, може да биде од самото училиште, може да биде од средината, од општеството, од различни фактори, но најважно е да се разговара околу тој проблем. Како реагира учениците после овие случувања? Дали се исплашени? Споделија ли нешто со вас? Сега зборуваме конкретно за охридските средношколци. Гледаат, слушаат, нели активни се низ социјалните мрежи? Знаете како, долгите години на нарушување на образовниот процес и тргнувањето на воспитната компонента, која што особено последните години драстично се изгуби во образовните институции и остана само на образовната, која што исто така и таа гледаме со последните случувања, со последните концепции, промени во наставните планови и програми, дека има не само незадоволство кај наставниците, туку и кај учениците и кај родителите. Тоа значи дека токму тие резултати доведоа до еден морален пат не само кај учениците, туку и воопшто кај човекот, нарушените морални вредности, се обезвредни таа воспитна компонента, образовна, се обезвредни семејната врска, која што е многу важна во оваа ситуација и учениците, можеби некои тоа, мислам дека повеќето го сватија сериозно околу таа ситуација, се охрабрија можеби некои околу проблемите кои што ги имаат, но дел од учениците што мислам дека е таа слика, можеби повеќе тоа го прават од внимание, отколку што навистина размислуваат така. Да, тоа го зборуваме за тој домино ефект, нели, кај што имавме ученици кои што нешто пишувале списоци и слично како што беше во случајот во Белград. Да.
Сега да ме прашам околу однесувањето помеѓу учениците. Имало ли до вас некоја пријава, некој ученик да се пожалел дека е жртва на булинг од некој негов соученик? Самите случувања во самата средина доведоа до оттуѓување на луѓето, вклучително и нас, вклучително и меѓу учениците. И може да се забележи таа, да речам, таа разлика и тој проблем кој што го имаат во комуникацијата, односно нарушена комуникација. Се случувало да има реакции во моето долгогодишно искуство, да, сум се соочувал со ученици кои што реагирале на различни ситуации, но генерално можам да заклучам дека сите тие ситуации биле оние детски шеги кои што не ја надминуваат онаа граница каде што треба веќе да се оди по изрекувањето на педагошките мерки, затоа што знаеме дека за секој прекршок, за секој проблем направен во училиштето има правилник за изрекување на педагошки мерки и доколку тој доследно се практикува, тогаш постепено ќе се работи со ученикот. Засега сум завршувал од типот на усмена опомена, која што се решавала со ученикот, меѓутоа за тоа е потребен разговор од ученик, родител, наставникот тука, педагошката служба која што мора да биде најсоодветна, мора да биде стручна, опремена од типот на психолог, педагог, дефектолог, стручен соработник, и тоа е она што моментално им недостасува на училиштата. Комплетна стручна служба. Да се окребруваат ли учениците да го посетат училишниот психолог, педагог? Вообичаено тие психологот го доживуваат како некоја личност која доколку се обратат, тогаш мислат дека е нешто лошо, дека е нешто страшно, ќе ги искара или како и да било, и мислат дека само за негативните работи треба да отидат кај психолог. Или ако е испратен ученик кај психолог, тогаш почнува таа драма, можеби во самите себе си кај ученикот, дека сега ќе му се случи нешто лошо, дека сега ќе биде казнет, ќе му биде намалено поведението. Во последните години се охрабруваат, да, но тука повторно ќе кажам, најважен е и класниот раководител и предметните наставници, доколку забележат какво и да било однесување, веднаш да го испратат кај психологот. Може би децата да бидат и најмирни на училиште, а надвор да бидат сосема поинакви или во обратна ситуација. Да, имате ли вие професорите, наставниците целосна контрола врз учениците кога се во училишните клуби? Мислам, тие неколку часови кога додека трае наставата. Можете ли да држите се под контрола? Со оглед на тоа дека е задолжително средното образование, учениците мора да доаѓаат на школа, но јас честопати велам дека многу луѓе залутале во образованието, односно не се пронаоѓаат во наставничката професија и тогаш е многу тешко да држите контрола на самиот час и воопшто во односот со учениците. Сегашните генерации не се како генерациите од претходно, се потемпераментни, живеат со технологијата, значи многу информации може да ги прочитаат, да ги видат и често пати не значи дека тие се немирни, дека тие се бесни, дека не сакаат да учат, едноставно тие информации веќе им се познати и не им е интересно на часот. Затоа се тие современи методи кои што треба да се користат и да се најде едно заедничко решение кое што ќе биде на страната и на наставниците и на учениците. Така. Голем дел експерти, аналитичари, психолози, психијатри наведуваат дека и социјалните мрежи играат улога и користењето на мобилните телефони за време на час. Што мислите ви околу тоа? Дали е возможно да се забрани користење на мобилни телефони на возраста на која што нели вие им предавате? Гледајќи ги оние правила, затоа што секој училиште си има кодекс
на однесување, како на наставниците и како на учениците. И јас често го споменувам тоа, дека ако мојот мобилен телефон може да седи на катедрата, јас воопшто 45 минути да не го чепкам телефонот, тогаш тоа ќе го побарам и од учениците. Но ако од едната страна се седи 45 минути на мобилниот телефон и се седи на социјалните мрежи, тогаш не може да се бара и од другата страна да го прават и тоа истото. Затоа што ние сме пример. Тие се идентификуваат со нас. И како ќе се постават правилата на часот, така тие ќе ги применуваат, затоа што ние сме тука, нормално, се прави со договор, но ние сме тие кои што треба да ги кажеме тие правила и да ги, односно учениците да ги спроведат. Мобилните телефони не смее да се користат на часовите, тоа го знаат учениците. Доколку нешто се случува, а е итно, дали тоа е некаков повик од дома, од родители или како и да било, тогаш нормално дека е дозволено секако, но мислам јас дека никој нема да, познавајќи каде се наоѓаат децата, дека за време на часот нема сигурно да се допишуваат со нив и да им звонат на мобилните телефони, туку тие си користат можности таму каде што можат, таму каде што не можат, затоа што реков според кодексот на однесување, мобилните телефони се забраните за време на час. Да, отворени ли се учениците со вас? Вие сте били класен раководител, искусен сте. Отворени ли се, разговараат ли отворено за проблемите и кои проблеми до сега, например, ги имаат пријавено до вас? Она со што се соочуваат во училишните клуби? Не случајно на самиот почеток ви кажав дека да, сум бил класен раководител низ сите години и го споменав тоа дека најповеќе во однос на фондот на часови сме токму ние професорите по македонски јазик и литература и дури да не сме ние класни раководители, учениците ни кажуваат. Низ сите овие години сум се сретнал со секакви работи и со секакви информации кои што ми ги дали учениците. Се однесувало во однос на комуникацијата меѓусебно со ученици, на родители, на самите наставници, но најважно е да се провери колку тие информации се вистините. Некои деца може тоа да го злоупотребат, односно сакајќи да привлечат внимание, и тоа го прават, но некои вистина си имаат проблеми. Во однос на различни ситуации сум се нашол и ми е чест и гордо што навистина сум помогнал во многу такви ситуации. Било проблеми меѓусебни меѓу учениците, било проблеми кои што им се случувале дома, било проблеми надвор кои што им се случувале на работните места, додека работат за викенди, проблеми од типот некоја семејна несреќа или среќа без разлика, значи не мора да бидат негативни, туку и позитивни проблеми, но најважно е да го изслушате ученикот и тој самиот да свати дека во искажувањето и во личноста има доверба. Затоа што не секогаш учениците достигнуваат до онај момент да се запознаат, односно да се спознаат самите себе си. Конкретен пример, ние во 4-та година работиме книгата Демијан од Херман Хесе и јас често им го споменувам тој пример, затоа што таму токму се работи за ученик на нивна возраст, токму на тие години и со оние проблеми со кои што се соочуваат тие, токму се соочува и самиот лик. И им велам, тој не мора да биде Демијан, тој може да биде секој од училиштето, како што видовме дека се случи и сега. Тие ќе се идентификуваат со личности кои што им, доколку им се прикаже негативниот порок, тогаш ќе се идентификуваат со такви личности. Ако им се каже позитивната страна, ќе се идентификуваат со таа страна. Значи, во зависност од тоа која личност ќе надвладее над нив, тогаш и тие ќе бараат да се идентификуваат со нив. Токму во самото дело, на крај победува доброто над злото, и она што им го кажувам јас,
дека секогаш треба да се идентификуваат со позитивни личности, со личности кои што се за нив позитивен пример. Доколку се идентификуваат така, тогаш нема да имаат никакви проблеми, затоа што токму за нив почнува многу поголемиот проблем во животот, а тоа е соочувањето од како ќе излезат од средношколските клупи. Доколку се дозволи тоа, тогаш учениците ќе имаат и храброст и сила да ги кажат проблемите, а да не ги потиснуваат во себе. Да, имаат ли просветните работници авторитет пред учениците? Порано знаеме како беше. Професорот, како што ќе кажа, така е. Сега и сам кажавте дека учениците овие генерации се малце потемпераментни. Има ли авторитет просветниот работник кај нас? Авторитетот се гради низ текот на годините. Не може авторитет да се гради со наредби, не може авторитет да се гради со строгост, а потоа потајно прикривајќи го незнаењето, неспособноста и сите други работи што треба да ги има еден просветен работник. Значи, авторитетот се гради со знаење, со работа, со комуникација со учениците, доверба меѓусебна, но и не само привилегиите кои што треба да ги има еден професор и еден ученик, туку и одговорностите кои што ги има еден професор и ученик. Значи, и привилегии, и одговорности, и доколку се воспостави еден правилник на однесување, правилник на комуникација, како ќе течат сите активности, ако се воспостават сите правила од самиот почеток, а учениците ќе пробаат, таму каде што можат, ќе видат, тие се многу паметни и ќе испитаат каде може и до која граница да дојдат. Можете ли да препознаете агресивно однесување кај еден ученик? И што би презеле, што преземате во таква една ситуација? Каде се обраќате најпрвен? Агресивноста некогаш може да се забележи, но некогаш и не може, затоа што таа и потајност ќе се прикрива кај самиот ученик, но некогаш е видлива затоа што тоа ќе се случи во однос на училишниот инвентар, во однос на учебниците, во однос на самото училиште, во комуникацијата, разговорот со професорите и ако се забележи една доза на арогантност, тогаш може да се предпоставува дека во иднина може да се случи тоа, но некогаш може и да биде се тајно, да биде мирно, да биде тивко. Да ева како што се испоставя. Така и потоа да следуваат оние реакции кои што се причина на претходно што се случувало. Затоа тука треба најповеќе и родителите дома, значи да разговараат со децата, да гледаат што се случува, затоа што во текот на животот и во текот на денот им се случуваат различни работи. Доколку забележат какво и да било внимание, а тоа досега јас можам да кажам дека сум имал најодлична соработка со родителите, затоа што за секој термин и за секое време каде и да биле јас сум бил информиран. И може би на почетокот им сметало кај некои ученици, но потоа се навикнали и всушност гледале еден вид заштита и дури и да им се случило нешто надвор од типот на тие однесувања, проблеми, што и да било, такво однесување, тогаш знаеле да побараат помош. Како да се реагира, затоа што сум ги учел како на најлесен начин и во контекст на одговорот на прашањето да се разрешуваат конфликтите. Да. Ќе не освести ли оваа ситуација како општество? Мислам дека одамна веќе требаше да бидеме ние освестени. Дел од самото општество, од наставниците, од родителите веќе сериозно ја сватија ситуацијата. Не дека тоа е нешто ново и претходно се случувало, имало такви реакции од самите ученици, но во вакви граници мислам дека нешто кое што само го читале на медиуми и го гледале на филмови, сега веќе
се случува и токму мислам дека треба да се запрашаме во таа трка кон запад, кон западните вредности, колку тие западни вредности се и морални вредности, односно како влијаат врз самите ученици. Ова е јасен сигнал дека треба сите уште посериозно да ја сватиме одговорноста која имаме, родителите дома, ние во училиштата, а оние кои што се одговорни за општествените функции токму за општеството. Да, кој е вашиот совет? Од каде да се почне? Мислам, кажавте во текот на разговорот нели што треба да направиме како друштво, но еве конкретно чекорите особено во просветата. Најважен е разговорот и комуникацијата со учениците. Прво од дома, со родителите, но знаеме дека не секогаш учениците имаат можност, по несреќа на судбината се случуваат различни работи, па некогаш немаат целосно семејство, некогаш воопшто немаат, па нема каде да се обратат и тогаш, втората ситуација е токму ние училиштето, образованието и наставниците. Но како најодговорни оние кои што навистина мислам дека треба да ги заземат тие чекори е навистина корените реформи во самиот образовен процес, а тоа пред се тука мислам на надлежните институции, Министерството за образование, кое што ја има директната одговорност токму за образовниот процес. Така, нека да сме на крај на разговорот. Сакам да ве прашам и за активностите на општината, бидејќи извршувате функцијата заменик градоначалник. Има многу проекти во областа на образованието. Што периодов се случува и колку тоа е значено за социјализацијата и напредокот на учениците во градот Охрид? Доаѓајќи, преземајќи нели локалната власт пред една година, сега веќе повеќе од една година, на пиедестал, на самиот врв рековме дека ќе го ставиме образованието и младите, односно она што треба да ни биде наш приоритет и токму во изминатата година се види дека вложувањето во сите образовни институции дава ефект, односно ефектот е задоволни наставници, задоволни ученици и задоволни родители. Во сите училишта се изведуваат инфраструктурни зафати. Најпрвично почнавме со реконструкција на санитарните јазли, па потоа со уредување на дворовите. Моментално, ево конкретно во гимназијата се заменува училишната ограда во дворот, потоа следи изградбата на атлетска патека околу самото училиште и потоа доаѓа надворешната и внатрешната реконструкција на самата зграда. Економското училиште е целосно реконструирано со нов систем на грејење, поставени се смарт табли внатре во училниците, исто така и во електромашинскиот центар. Таму се постави лифт за учениците за посебни образовни потреби. Моментално привршуваат и активностите кои што се за економското училиште, а тоа се училницата на отворено, настрешниците околу дворот, средувањето, столаријата, се она што е потребно. Последно го имавме реконструираното спортско игралиште во основното училиште Свети Климент Охридски и генерално можам да кажам дека се работи на секое поле во образованието и не само на инфраструктурните проекти, туку се работи во поддршката на самите ученици, на самите наставници и можам да потенцирам дека токму оваа година за прв пат ќе се избира првенец на генерација во сите училишта и тоа ќе биде еден ученик кој што ќе добие поддршка од општина Охрид, еднократна парична помош која што ќе му биде доделена на самиот ученик. Покрај првенец на генерација ќе се вреднува и трудот на сите ученици и на нивните ментори, односно учениците кои што освоиле прво, второ, трето место на државен и на меѓународен надпревар, ќе добијат еднократна парична помош и ученикот и наставникот, нешто што ни беше зацртано за цел и прв пат го обезбедивме. Тука треба да споменам и стипендиите за децата со ретки болести и посебни потреби, кои што
ги доделуваме како општина. Да, одлично. Ова се многу убави информации. Навистина е важна. Сите овие сегменти се важни за една успешна младина, успешни генерации, еден успешен образовен систем. Се надевам дека ќе се гледаме за уште поубави информации. Ова што го зборувавме превентивно, нели? Треба што повеќе да се зборува. Благодарам за гостувањето. Се гледаме во следна прилика. Ви благодарам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со Наплан. Не се дружиме повторно следниот понеделник. Довидување.